Што се случува за време на пресретнување на авион? Прво, цивилни или воени радари откриваат авион што не испраќа код за идентификација. Посебен број што го поврзува авионот со поднесен план за лет или им помага на воените авиони да разликуваат дали е пријател или непријател. Контролорите на летање се обидуваат да стапат во контакт со авионот. Ако тоа не успее, командантите може да одлучат дека НАТО треба визуелно да го идентификува објектот на радар. Тоа значи дека се креваат ловци пресретнувачи. Пилотите го наоѓаат авионот и му се приближуваат доволно за да го видат и препознаат, но при тоа одржуваат безбедна оддалеченост. Понекогаш тие непознати авиони се воени авиони од други земји. Например, руски авиони често летаат блиску до воздушниот простор на НАТО и опасно ги игнорираат обидите за контакт од контролорите. Кога авионот ќе се оддалечи од НАТО воздушниот простор, сојузничките ловци престануваат со придружбата и се враќаат во базата. Пилотите на НАТО се подготвени сите денови, цела година, за да го чуваат воздушниот простор безбеден.